Makedonski kulturni forum iz Pule organizirao je manifestaciju Makedonije u 20. stoljeću. Udruga koja se bavi promicanjem makedonskog kulturno-povijesnog nasljeđa i suvremenog stvaralaštva te makedonsko-hrvatskog prijateljstva i suradnje uručila je povelju suživota Stefanu Ivanovu Vlahovu Micovu. Slađana Bukovac. Odnosi Makedonije i njezinih susjeda, Bugarske i Grčke, isti su kao prije 100 godina, u vrijeme Bukureštanskog mirovnog ugovora. Tako tvrdi Stefan Ivanov Vlahov Micov, makedonski intelektualac iz Bugarske, ovogodišnji dobitnik priznanja Makedonskog kulturnog foruma Povelja suživota. И сега бугарскиот министар за надворешни работи Николај Младенов изјави дека сакат, Бугарија сака односите со Македонија да бидат истите како односите на Грција со Кипар. А што значи тоа? Тоа значи македонците да кажат дека се бугари. Значи истото тоа кое е било пред повеќе од 100 години, само што разликата каква е? Разликата е таква што пред 100 години тоа било со војска, со окупација, а сега сакат доброволно, Makedoncite se dobrovoljno da kažu дека са бугари. Naša generacija neće doživjeti da se o Makedoniji ovako prestane razgovarati. No pitanje je hoće li to doživjeti i naši potomci, kaže Vlahov Micov. O makedonskom pitanju i dalje vlada konspirativna tišina. Na времето рускиот цар Александар I има кажано многу е подобро да се дели територија од што народ. Таа политика има свој епилог со Балканските војни 913 година и реалноста е таа што денеска македонскиот народ ја има својата слобода во рамките на Република Македонија, а остатокот од македонскиот народ се наоѓа во другите соседни држави и ја нема таа човечка емансипација. Što je manja zemlja, veći su problemi, slaže se predsjednik Pulskog makedonskog kulturnog foruma. Големите риби ги јадат помалите риби, тоа е позната работа. Но Македонија е еден многу специфичен случај во историјата, затоа што е обкружена со земји кои одамна добиле непишана согласност од големите сили, значи уште во средината на 19. век, тој дел од светот само да се наречува територија Македонија, а да го снема македонскиот народ. Затоа таа жилава и тешка борба трае се уште. Во поезијата македонска Македонија е наречена оковано јаболко. Ratovi i ekonomska i politička neizvjesnost otjerali su velik broj Makedonaca u inozemstvo. Najviše ih je zemlju napustilo krajem 19. stoljeća, no nije zanemariv broj ni onih koji su emigrirali 90-ih. Во последните децени имаме голема емиграција на младото население. Тие бројки самите по себе не се страшни во однос на тоа што се случи во другите источноевропски земји, но оно што беше страшно беше во 90-тите години, денес имаме мало опаѓање, па дури едно истражување што го правев скоро покажува дека имаме и враќање на студентите, значи младите одат, се образуваат, тоа на некој начин е и позитивен ефект, затоа што нивното знање можеме да го примениме во Македонија. Pulski je okrugli stol organiziran u čast 140. obljetnice rođenja velikog makedonskog revolucionara i narodnog junaka Goce Delčeva.